Говориме остои. Појде. Колешката ќе каже за детето жртва во процесот на докажување на вината, кои процедури треба да се запазат. Ние инсистираме за една изјава во специјални скрин соби. Законот за малолетничка правда кажува 2, во одредени случаи 3. Оно што јас морам да кажам дека не можам, прво дека судија за малолетници треба да има посебен сензибилитет, посебна едукација и посебна емпатија кога детето е жртва и кога говори за тоа што му се случило. И јас секогаш ја користам пригодата во медиумите, покрај тие скрин соби, да се запази, да се посвети максимално внимание судијата, обкружен со стручна експертиза на психолог, педагог, социјален работник, да таа изјава што ќе ја даде детето, документирана со видеозапис, која ќе трае 4-5 часа, во адаптирана специјална соба каде детето ќе се чувствува прикладно на една домашна атмосфера, да биде релевантна и никако да не дозволи дури и апелационен да го врати предметот назад, да се соочи детето жртва со насилникот, силувачот на судница. Добро, но судиите и во правото секогаш се разговара со факти, нели, бидејќи ова е една работа која што малку и тешко се докажува, и ние се обидуваме овде вечерва да најдеме некои начини, а и исто така и во другите држави надвор. Не е само тоа случај во Македонија, ние само ги следиме работите, некои промени нешто се случуваат надвор, но во интерес на подобро доследување и полесно односење на одлуки. Докторе, дали постои некој начин клинички? Еве, ја најдов една информација, се извинувам, дека со магнетна резонанца може да се откријат промени во самата конституција, односно формата и составот на мозокот на оној кој што е педофиличен. Во смисла дека има намалена хипофиза, понатаму намалено присуство на бела маса и дури исто така зголемо ниво на тестостерон. Може ли клинички да се диагностицира, да се докаже, да може на некој начин понатаму да им олесни на оние кои што сакаат да постигнат некоја... Не, вие може да најдете различни. Мислам, ова што вие го кажувате, веројатно има уште безброј такви хипотези кои се поставувани во врска со тоа. Меѓутоа, ниедна не успеала да го објасни настанувањето на педофилија. Уште помалку можеме, јас тоа неколку пати веќе го повторувам, ние со некаков изглед или со некаква манифестација да знаеме дали некој е педофил или не. Педофилството е во однесувањето, значи не е тоа манифестно и препознатливо по нешто. Да, мисли, нели? Мислите секогаш се создаваат во мозокот и првите идеи за да може да се скенираат нивните мозоци е да најдат морфолошки некоја разлика и еве веќе велат дека во 80% постои разлика, 95% постои разлика дека има некоја морфолошка разлика. Не, но веројатно не е сигурен доказ за да може... Не, апсолутно не. Значи не може да се рачуна на тоа, барем не во некоја блиска иднина, дека можеме ние да диагностицираме педофилија со, не знам, магнетна резонанца или со некој друг метод. Тоа не. Педофилот можеме да го фатиме на дело или да се посомневаме во тоа и јас би се вратил на она што мислам дека е битно, а тоа е она што веќе се зборува. Најважна е превенцијата. Значи, ние мораме да зборуваме за превенција пред се. Кога ќе дојдеме до тоа да веќе ја имаме жртвата, за многу работи е касно, особено за жртвата. Така, превенцијата е само неколку збора, дозволете ми за превенцијата. Превенцијата е толку широка што подразбира апсолутно работа на сите полиња, почнувајќи од работа со децата, значи нивна некоја едукација од најрано детство, да препознаат што значи насилство, што значи емоционална злоупотреба и што значи на крајот на кришата сексуална злоупотреба, за да препознаат има една, да речеме, од тие едукативни сесии за деца, што е добар допир, што е лош допир, значи кој при оѓањето кој има некакви добри намери, а кој лоши. Значи една сериозна работа со децата во континуирано. Она што ние се обидувавме со безбедно детство на невладина организација која од 95-та работи со злоупотреба е да и го правевме тоа со едукација на психолози, правевме и некои прирачници, меѓутоа тоа мора да стане некаков составен дел од она што значи некаква едукација на децата во секојдневната училишна практика, за да може децата да вистина да се оспособат да препознаат, затоа што знаете проблемот е
особено сериозен, тоа веќе беше спомнато, кога насилството или уште повеќе ако сакате сексуалната злоупотреба се случува во семејството внатре. Тогаш забраната за молчење, забраната да тоа се изнесе е огромна, товарот е огромен. Неретко ние во психијатриските ординации наоѓаме луѓе кои во нека длабок поодмакната возраст ќе прозборат првпат во животот за нешто што им се случувало во детството. Кога веќе ја гледате доцната последица од некое сериозно психичко расстройство и нешто што се случува. Веќе некој на линија, да му даме пренос на гледачот. Добро вечер, за кого? Ало? Повелете во програма сте. Ало? Да, одлично ве слушаме, повелете. Да, добро вечер, тука е. Близко сум до вашите гости, педагог сум во едно училиште. Па би сакала нешто во врска со ова семејно насилство. Дали слушавте пред малце вестите за овие две дечиња кои што беа избегани од домот 11 октомври? Не знам, некој од вас. Дечињата беа од Пехчево, од каде беа избегани од домот 11 октомври, отидоа во семејството, се вратија кај родителите. Пехчево? Да, дали беа Пехчево, не знам од кој место, важно избегани беа од домот од 11 октомври, се избегаа самите, се отидоа кај родителите и денеска слушаме да вести, дали беше наеден, ќе слушнете дека родителите, таткото во пијана состојба ги претепал децата, дечињата едва искочиле на улица, ги сретнале некој, ги прибрале и сега моментално се во болница. Ние сме во контакт со мајката Оливера која навистина сакаше да го заштити таткото од... Да, само за момент ќе замолам, дали имате некој прашање во... Сакам вака. Навистина ова е езио што се случува, еднаш мора да се стави крај. Ние баш разговаравме со сопругот. Бидејќи видовме дека куќа имаат за живење. Мислам дека навистина еднаш треба да се заштитат тие двајца родители, да ги сместите во некој таму дом или каде или затвор, а таа куќа која што се моментално дечињата да дадете некој старател и да си живеат во топол дом. Значи, тие двајца ги створиле, сега ќе ги малтретираат и децава лево десно не знаат кај се што се. Навистина греота за тие дечиња, а тие родители најстрого да бидат осудени. Благодарам. Благодарам и на вас. Добро, и нели од други случаи порано се случувало тоа, некогаш биолошките родители не обрнуваат толку внимание за своите деца како што тоа го прават оние кои што ги присвојуваат. Јас тука сакам со Крсте да дебатираме овој конзилиум. Кога се случува семејно насилство, како што во првиот случај имало индикации Центарот за социјална работа дека станува збор за семејно насилство и ги одземат на мајката без нејзино знаење и ги сместуваат во домот 11 октомври, каде што децата патат и бегаат прво едното братче, па потоа сестричката и се враќаат кај мајката. Мајката прави обид да го среди семејството и да води грижа, но очигледно дека има тука насилник. И јас мислам дека во ваков облик на семејно насилство, наместо дополнително да се виктимизираат, травматизираат децата и да се сместуваат во институција, ако веќе решил Центарот да го одземе родителско право, тогаш треба да му се даде старател. И децата многу посоодветно ќе се прилагодат во дом семејство, отколку во институција со 40, 50 или 100 луѓе. Само да докажам, извини, во овој случај, ако веќе повтор пат се случува насилство од страна на таткото, тогаш сторителот насилник треба да се отргне од семејството, а не децата да се травматизираат и се носат по институција. Тие се најчести замерки кога се работи, например, за татко. Мајката застанува на страната на детето и таа бара да се одвои таткото, иако нели правното и можеби е собственик на таа куќа. Што Центарот за социјални работи во овој случај, еве конкретен пример имавме, нели? Свеж пример може да помогне во оваа ситуација. Зборуваме за случај кој не е скопски, мислам дефинитивно, и кој еве исто драги неколку пати сме коментирале. Моето гледиште е сосема малку другаче, кога ги осознам веќе фактите. Факти е дека, сега зборувам за конкретен случај, иако во детали дефинитивно не го знам, меѓутоа факти е дека Центарот одлучил да ги смести децата во институција. Очигледно е дека тие родители, такви какви што биле, не функционирале како родители. Децата самоволно ја напуштале институцијата. Не ги зборувам причините за напуштањето и се вратиле пак во дом, каде што повторно се виктимизирани, кој што слушнавме, не го слушнав ова денес. Центарот одлучил по мене правилно што ги сместил. Начинот и местото на сместување, тоа е веќе друга работа. Значи, можеле да бидат сместени
во згрижувачко семејство, може да бидат сместени во институција на системот, како што е нашите домови. Со желба да се одделат од тоа семејство, да се поведе постапка спрема тие родители кои очигледно дека не функционираат како родители, евентуално да им се одземе родителско право и сите оние правни последици што следат. Значи да се одбере соодветно место на тие деца да бидат згрижени и да бидат изолирани од овие двајца родители кои биле најблаго речено несовесни. Требало да се поведе и веројатно е поведена постапка према тој родител за одземање на родителско право, не знаеме до каде е стигната, мислам, али знаејќи дека, зборувам за Скопје, дека тие постапки се многу брзи и дека се реагира веднаш, се надевам на позитивен исход, односно во основа заштита на детските права, односно старателство над овие деца. Одиме понатаму, имаме уште еден видео прилог, да го видиме и третиот прилог. Следуваат реклами потоа и продолжуваме понатаму. Нема поубава гледка од оваа. Децата безгрижно уживаат во снегот, свежиот воздух и во играта. Но дали сите деца го прават тоа безгрижно, како што впрочем заслужуваат? Ова дете е ученик во 5-то оделение. Кога после училиште си оди дома, неговите детски очи, наместо да сјаат од радост, згаснуваат. Кога се работи за драстично кршење на правата на децата, првата детска амбасада во светот Медјаши бескомпромисно реагира, ја алармира јавноста со поддршка на медиумите, ги повикува на одговорност институциите и лицата кои работат со деца, помага во застапување на најдобрите интереси на децата и нуди мерки и механизми за подобрување на состојбата.